Добри ден во студио за мојот гостин Ким Мехмети, писател, но сега ќе анализираме политичката ситуација, односно кризата. Гледате ли дека сметате ли дека е нерешлива криза во оној момент кога всушност постои раскол во ДУИ и практично станува невозможно формирањето на една влада која би била прогресивна, односно би се залагала навистина за надминување на кризата и реформи. Ова криза всушност е лесно решлива, меѓутоа таа е вплеткана во две амбиции. Таа криза која е создадена, усари сега, формирањето на владата има две цели. Едната цел е да се спасат бившите лопови, значи, а не државата, и другиот концепт е да се спаси државата. И сега кога се судуваат две вакви концепта кои што немаат врска едното со другото, нормално дека од надвор гледано личи на нерешива работа, но лесно се решува. Ако ги фатиш тие што се виновни што ја доведува државата до тука и ги однесеш таму кај што им е местото, во Идризово, на овие другите да им отвориш терен за да можат да проектираат иднина сегашност, одма ќе се реши. На кој начин да велите да ги фатиш оние кои Знаете, треба да имаше еден начин кој што јас стално го повторував и затоа дури некој што не ми личи, оти сепак сум писател и сакам да умрам као писател. Не ми личи мене да бидам нити револуционер, нити насилен. Добра. И не во мојата природа. Не сме да бидат револуционери. Не, во друга ми е поентата. Јас сум меѓу првите што реков, не се руши режим со народни песни и игри со шарени револуции. И ме праша како. Јас одговорив, знаете што, подобро да влезете и да употребите насилство во зградата на парламентот и на владата и да излетаат некои надвор од неа, да ги сврлите, оти утре нашите куќи така да бидат третирани. Сакам да речам, за жал, режимите се инсталираат со народни песни и игри, сметајќи дека носиме нов лидер, нови личности, но никогаш не паднале така. Мислам дека сум јасен. Да, овие не можете вие да ги... Сано е неприродно вие да чекате сега овие грешниците од ВМРО и ДУИ да речат, ајде, кажете ни кој број на Келија е за нас. Тоа е неприродно, јас не би го сторил тоа. Зашто сега очекувате нешто нечовечно од нив? Значи, добро, опозицијата не беше подготвена да падне крв. Не, аме ние опозиција, знаете што, не е работата дали ќе падне крв или не. Работата е тоа е најголемиот страв. Видете, не само на опозицијата. Политиката знаете што е. Вие некојаш правите ваква математика. Дали ќе жртвувате 2 милиона народ или евентуално ќе одите на тоа што ќе ви знате па 20 души. За жал тоа е политика. Оти браќата што прават овие? Овие жртвуваат цела држава. Знаете сега која е логиката на овие што ги обвинуваме дека се криминалци? Тие велат, ако ние треба да одиме затвор, нека оди сета држава. И сега ти кога се соочуваш со такви, кој резон? Кој сарно со љубовни писма ќе ги убедиш, ќе им речеш, знаете што, ајде одете малку затворено 5-6 години. Со пинкало не се решава кризата, тоа сметате. Не се реша. Заради тоа што странскиот фактор не беше доволно моќен, доволно силен да изврши притисок, онака како што се решаваше конфликтот 2001. Знаете што, ние кога се во прашање странскиот фактор, заборавивме нешто многу важно. Дека има западни вредности, но има и западни интереси. Заборавивме и нешто уште поважно. Тие тука створија некои политички елити кои што им служеа, верно, но тие не сака сами да ги плаќаат, требаше да ги плати народот, како им дозволија помалку да крадат. Демек, ајде, ние ќе мижиме, вие ни вршите услуга, држите стабилност во земјата, знаете тој народ како да го лажете, да не лажеме ние меѓу вас, и ние за ова ќе ви дозволиме да го наплатите овој труд. Извини, и го наплатија. Виде, седиштото на... Само погледнете ги вие седиштата на партиите. Погледнете го седиштето на ВМРО ДПМН. Најбогатата партија во Европа. Поставете едно прашање, од каде? Бизнис, фабрики има. А од друга страна, слушам вчера, отишли инспектори во издавачката куќа Логоса. Затоа што сопсенекот ја подржуваше Беса, значи таму да видат да не е украдено нешто. Кој резон? А таму имате вие седиште, што стварно никој не може тога. Нека објаснат како е изградено, како ги чареа тие пари, продава семки од земјоделие, како може политичка партија да профитира, ова не ми е јасно кај нас, како може?
Само кај нас тоа може. Но може затоа што и ние сме такви. Знаете зашто и може? Оти ние не ги сметаме лопови тие што крадат и ни дават на нас, туку тие што не крадат нас и дават на другите. И тука е проблемот. Ние лоповот, например, од опозицијата, ако е лопов, не го сметаме за лопов само заради тоа што тој која краде и на нас нешто тине. Така да во овие држави не се компрометира, не се коруптира само политичките елити. Се коруптира скоро се. Сега, за да заздраве ова, требате вие да рестартирате. Не можете вие со личности, го менувате Ким за да дојде таму тој другиот. Да. Добро, од корен да се променат работите и она што... Тоа не само во Македонија. Јас одамна сум рекол, во овие балкански земји, тука, во овој дел, што го велат сега Западен Балкан, ќе мора да се случи уште една револуција. Револуцијата која што овие лопови ќе ги трне на страна и ќе дојде една нова генерација политичари која што знае дека политиката е професија кој секоја друга, но као првен ќе инсталира некои стандарди. Револуција во вистинска смисла, во буквална смисла. Ако не се случи револуција, да биде многу појасен. Кај што вие ќе влезете во таа зградата на владата. Како што балканските земји ги решаваа своите кризи, токму заради тоа е парламентите горе. И кај што се вие ќе очистите таму, ќе очистите, знаете, со метла, ќе фатите и ќе очистите. Само документација ќе чувате. Ако ова не го сторите, вие вака уште 20 години ние ќе се расправаме. Избори, агонијата ќе продолжи. Кој ќе биде? Кој е резонот? Луѓето што ние ги окривуваме дека не донесоа да ова те реже, тие ќе ни го решат проблемот. Што е невозможно? Тоа е апсурд. Така да ние преговараа. Ние се соочуваме со апсурдот и ние го прифаќаме апсурдот као нешто нормално. Како може челникот на ДУИ и на ВМРО ние да сметаме дека тие ќе седнат и ќе режат, знаете што? Ај доста го замајавме овој народ, од утре ќе почнеме поштено да работиме. Бриши ги таму сите сметки. Што е крадено? Крадено е, што е опростено и од утре почнуваме. Бар нека излезат, нека го кажат бар тоа јавно и нека речат, знаете што браќа, до вчера правевме што правевме, од денес натака почнуваме нов принцип, но не може. Ајде да говориме за платформата. Сметате ли дека таа е стапица и за ВМРО ДПМН, доколку биде платформата која подпишаа сите албански лидери и зад која стојат, дека е стапица и за ВМРО ДПМН и за СДСМ, односно за ЗАЕФ? Таа е првен стапица за албанците. Добро. За албанците да ја опростат се на ДУИ. Не беше уопште, еве јас да ви кажам, информиран сум како е дојдено до таа платформа. Воопшто дури не беше предвидена ова можност дека ќе биде и стапица проблем за македонските партии. Таа требаше да се убрза, беше составена од ДУИ и од тука незините сателити, што ги има као опозиција, само за движењето БЕСА да мора да се приклучи, оти знаат дека веќе не може, ништо не може да ги опере. Нив може да ги опере само движењето БЕСА. И што сторија? Знаја дека тука БЕСА нема да прифати да го подпише тоа, само БЕСА беше противник, и отидоа го замолија Еди Рама, му рекоа, ајде брат, спаси ни глава уште овој пат, речи дека тука треба да се договориме, ова е приказната на таа платформа. Да. И нормално, вие не заборавајте дека и во Балканот, и во овие земји има интереси и други. Има и лични интереси, има и бизнес интереси. Меѓу сите политичари. И тие се вратија тука со таа платформа, заборавајќи дека сега некој ќе бара тоа да се реализира. Тие мислеа дека, окей, народот ќе си го опапа и тоа, као беа од Тирана, демеке дојдено, Аберот е дојдено од Тирана. И нема ни албанците што да. И ние им рековме, окей, од Тирана мора сите точки да се спроведат. Сега знаете дека пазете во што е несреќата. Па како може тие точки да ги реализира, да речеме челникот на ДУИ, кој што е под хипотека кај ВМРО? Можеше за овие 10 години да понуди колку платформи сака на Груевски. За овие 10 години, јас сум рекол, ДУИ е највинове за се што ни се случува. Еве зашто. Ако сакаше ДУИ проектот Скопје 2014 да не се случува, доволно ќе беше да им рече на ортаците од ВМРО, излегуваме од влада и од парламент. Што ќе прави?
Како може Македонија да има легитимна влада без албанска партија? Не може стварно. Тоа не е нити желба на албанците, нити таа е реалност наша. Меѓутоа, никогаш нив ги интересираше само една платформа. Платформата на длабочината на нивниот джеп. Колку може да се наполни. И сега, но сега се соочија со нешто што ги запрепасти и нив. Само 10. И тоа што го тврдам јас секогаш. И тоа ако не се случи и со македонскиот политички блок, ја мислам дека ќе нема. Знаете, во овие држави, што посилни се партиите, по-слаба е државата и по-непредставуван е народот. Затоа албанците ова го докажа и го насети инстинктивно. Да, зошто е невозможно толку Ахмети Али Ахмети како лидер на ДУИ кој е толку моќен, зошто е невозможно да биде симнат од тронот кога се соочува сега во моментов со фракција, не сме да се симне, кај ќе оди. Сано ние ова не го разбираме. Јас дури сум уверен дека тие луѓе си викат сега да имаше можност да се вратиме назад. Но има фракција која се спротивставува на неговите. Има фракција, но таа фракција нема проблеми. Таа фракција се професори кои да не се политичари, да речеме, таа фракција може да биде, например, Теута Арифи, која што вие, ако ја симнете као политичар, ќе оди професорка ќе биде. Но таа не е единствена. Не, но таа фракција не е толку моćна и не е дури толку ратоборна, колку ова што се работи за политичка смрт или живот. Добро, во кој смисол е тогаш ратоборна онаа другата, Муса Џафери? Затоа што тие знаат кај ќе завршат. Добро. И како ќе ти попуштат? И тие не ти дават нити партија, нити власт, се додека можат. Но таа ноќ попуштија околу коалицијата со ВМРО ДПМН, рекоа дека се уште нема договор. Знаете што тие попуштија? Зошто не би попуштиле сега околу формирање на влада? Затоа што не беше тоа во нивни интерес, знаја тие нешто. Добро. Дека јас молам Бога ДУИ да состави влада со ВМРО. Знаете зашто? Едино тоа ја брише таа партија од политичката карта албанска. Јас молам Бога. Еве зашто? Затоа што тие треба до крај да се соочат со нивниот злочин. До крај. Оти вака, знаете што, вака имате вие народ кој што вели Ким Мехмети нив ги мрази, затоа ги напаѓа. Океј, ајде да видиме дали е омраза во прашање или е факт. Јас поставам логични прашања. Не сите ние албанците велиме дека монструм е конструиран судски случај, дека Куманово е тоа, дека Сопот е тоа. Тогаш, ајде овие браќа нека излезат и нека ни кажат, оти тие беа во власт, нивната влада ги стори сите овие дела. Нека кажат дека тие не знаеле, дека сето тоа се случило преку ноќ, дека тие немат никаква вина и ние ќе речеме пеки. Но тогаш ќе поставам ја логично прашање. Зашто ти 10 години си ме замајавал дека си во власт? Партнер, а не си знаел ништо. Дома можеле да ти дојат полицајци. Ти едноставно неспособен и некомпетентен да бидеш дел од власта. Па види, онако е идиот. Тоа не е мој проблем. Зашто прифатил да биде министер? Па јас би се кандидирал утре за претседател на држава да знам дека можам. Но јас не одам затоа што јас знам дека немам сенс за политичар. Затоа што не се чувствам способен. А како тие Абдали, кој му текна министер стана? Еднаш нека се соочат со одговорност и така ние ќе се вратиме до стандарди. Знаете што, ние како први тука треба да ја увериме ова јавност дека не е едноставна работа да бидеш политичар. Еве што ни се случи на нас. Нас ни се случи дека партиите да ни бидат збиралиште на неспособните. Океј, има таму и способни. Зашто? Затоа што лекар што не знае да стави инекција, партија го прави директор на клиника. Глумец што никогаш не видел театар, станува директор на театар. Новинар кој што писмо не знае да напише, љубовно писмо на својата љубовница, станува директор на јавен сервис. И сега, да. И сега во такви околности, затоа ја реков, тука се треба да се рестартира. И во околности кога нема капацитет за револуција, за која се залагате, но тоа е очигледно дека е само илузија, за која сонувате. Тогаш значи дека немаме капацитет. Добро, каде го гледате излезот следен? Жал ми е, но дали го гледате? Јас сум писател, јас зборувам, стварно не го знам, во такви околности, тоа значи дека Македонија нема државотворни капацитети, дека проблемот е подлабок, дека не е проблемот во нашите политички елити, но во еден менталитет што нема однос кон институција, не знае што е институција, но знае што е лично, значи се работи за народ кој што бара татко, а не институција.
И вие ако гледате кај нас, многу не се секират ако вие им ја пцуете Македонија. Но ако им го пцуете председателот на ВМРО, ве убиваат. Значи, бараме татко, не бараме држава. Државата не е тоа, не е државата. Тоа е хипотека од комунистичкото минато. Па видите, минато, не, ако е хипотека, иако во Македонија, тоа уште не е надминато. Тоа значи дека ние се уште немаме. Пазете, вие добро спомнате, во Софија имаше таква хипотека, излегоа браќата, чадеше парламентот и направија држава. Во Албанија, кај што беше најужасна ова свест, кај што малте не живеа изолирани, се случи 97-ма. Знаете што, кај што? Но претходно имале тие народи држави и веќе... Меѓутоа, зрелите народи... Добро? Факт е следното. Зрелите народи не ја докажуваат својата зрелост со послушност, туку со непослушност. Мерило на зрел народ е колку полни улици, не колку полни кафеани и колку полни трибини и политички партии. Тие народи не се, не ги надминале сите фази. Добро, кога вие би биле Заев и кога би биле соочени дека револуцијата е невозможна, што би сториле? Каде би го гледале излезот во овие преговори со ДУИ? И останатите... Јас не би преговарал. Јас да речеме, јас сум рекол на моите пријатели од Беса. Сварно не кријам ништо. Тие ми се пријатели, ги сакам, ги ценам, мислам дека се чисти. Добро. Може би не им недостасува толку политичко искуство. Али она лошо политичко искуство, балканско. Тие имат политичко искуство, али тоа светско што тука не вреди. Не вреди. Оти тука треба да си лажго, треба да седнеш со Заев да го лажеш. Јас тоа исто не го знам и затоа и ги сакам нив. Добро, и каде би го гледате тогаш? Затоа би поврзав со движењето Беса. Јас на нив сум им рекол. Во овој момент кога се случува ова, дека тие што ние ги прогласиме за криминалци треба да ни ја градат државата. Вие имате две солуции. Или да станете као нив, или да глумите дека окей, не гледаме во вас никакви криминалци, или да застанете на страна и да речете браќа, ние со вас не градиме куќа, со лопов не се гради куќа. Но невозможно да се формира малцинска влада во таков затоа јас сум предложил јавно, ме прашале, пред некоја ден во Приштина ме праша. Неофицијален советник на Беса, како што можеме да разберем. Не, јас сум само нивен пријател, кој што тие ми е чест, кога ме седнуваат, сакат да ме прашат за муабет, ние старите сме, едва и чекаме некој да не викне, што друго да. Пред некоја вечер ме праша во Приштина, што би, исто прашен, деме како, не, ова не, тоа, што тогаш? Не, има едно решение. Или техничка влада која што ќе ги среди овие работи, значи ќе фати ова, ќе чисти нешто. Или широка влада. Широка во која би влегло и ВМРО да помане? Сите. Оти знаете што, 5 лопови тешко може да се сложат меѓу себе како да украдат. Дури почнуваат да глумат тогаш. Но искуството покажува дека широката коалиција во која беше влезено СДСМ не функционираше. Други услови беа тие. Овие се сосема, мислам, други услови. Пазете, за мене нема друго решение. Не, ама за мене нема друго решение. Груевски влада е во сенка, другото решение, јас стварно не би влегол, јас не би влегол ни во влада со Заев. Добро. Не би влегол. Затоа што проблемот е што Заев наутро прифаќа двојазична Македонија, попладне вели не, наутро вели може устав, попладне вели не, никако не се менува устав. Значи, пазете, во Македонија има еден проблем. Се уште се игра на националистичката карта. Кога рекол дека може да се промени уставот? Јас прочитав изјава, сега не знам дали е добро пренесен, дека на една трибина во Швајцарија, кај што беше со еден наш политички лидер, и дека наводно као да рекол, ја не знам. Меѓутоа, јас знам дека рече дека не се менува устав. Ако го вели тоа, он за мене е неприфатлив. Еве зашто. Како ние ќе рестартираме нешто ако сме констатирале дека и уставот предизвикува криза? И уставот, да. Оти некој вели тој устав дозволува двојазичност, некој вели не. И не сакам јас во тој устав да фигурирам као 20%. Јас имам име и презиме, албанец. Добро. И ќе речеме, албанскиот јазик е толку. Но сега не е моментот за решавање на уставот, кога, сметате дека со тоа би се решило се? Па верувајте ми нешто. Целата криза би се решила со мене? Не, со тоа ние не би им оставиле на нашите политичари секој 4 години да тргуваат со овие интереси. Што се случува кај нас во Македонија?
Секој 4 години ние отвараме очи како ќе се договори ДУИ ВМРО, колку ќе даде ВМРО на албанците. И забораваме дека не ни градат ниту една фабрика, а на нив тоа им годи. Јас дури пред известно време сум рекол, најмногу корист од нерешавање на албанските проблеми имат албанските партии. Оти ништо друго нема што да нудат. И што прават? Да се јазикот. Гласачкото тело. Знаете што? Па до вчера Дуи тврдеше дека албанскиот јазик е званичен во Македонија. Вие ова не го знаете. Вие некојаш пошто не следите, не знаете што тие зборуваат на нас албанците. На својот јазик. Дека она позицијата на овие борците на УЧК е средена. И наједнаш која ќе ги соочиш, лажеш, и тоа сега ќе видите вие како ќе го средиме тоа. Значи, вие им одземате една многу значајна карта со која тие манипулираат и која со тие не залажуваат. Ние понекогаш забораваме дека не се сите информирани вака и не се бават сите со политика, као ние и у кафана и сегде зборуваме за политичари. Моите драги соселани во Грчец, кои што се прекрасни луѓе, тие гледаат таму јагодите како да не им ги оштети зимата. И на нив ќе излезе некој идиот кој што нема срамни педе и вели албанскиот јазик е решен. Но пред избори вели овој пат ние не попуштаме. Има да го решиме албанскиот јазик. Јас не сакам 25 години. Кажете ми вие, со што се бавиме ние, еве вака и во дебатни емисии. Има избори, нема избори. Албанскиот јазик на албанскиот јазик. Решение на името. Да. Знаете што? И не свативме дека тоа не се проблеми што не се решаваат. Не се албанците тоа што некој сака да ги прикаже, ненаситни. Не. Ние сме наситни, но ние не сакаме сендвичот да ни биде даден денес едно парче, после една година друго парче. Македонското дел од македонското гласачко тело е кај македонското. Знаете зашто е тој страв? Затоа што ние тој македонски народ. Апетитите дека ќе пораснат кај албанците. Тој македонски народ гласа за лидер кој што оди и вели вака: дајте ми 62 гласа да може да се одбранам од албанците. Па логично поставите вакво прашање. Како можете вие да се одбраните од 30% своји граѓани? Ако тие одлучат дека не сакат ова држава. Ако не друго... Како стана 30% само тоа? Нека се 15%. Да, ќе ги 15%, 8% нека се. Па Македонија не е Кина. Па Македонија едно село може да ја дестабилизира. Јас уте да им свирнам на моите во Грчец и немаш Македонија. Мислам во смисла на дестабилизација. Во смисла да им свирнете во Грчец. Например, ако сакате... Тие се наоружени? Не, ако сакате да предизвикате неред... И во Струмица, одете вие во првото село, тамо речете им пазете во Тетово нешто ни се случува. Значи, сакам да речам, во мала држава, што е колку еден кварт на Истанбул, во Истанбул има проститутки колку што имаме ние граѓани. Во Њујорк има хомосексуалци колку што сме ние граѓани. Значи, комунитети има толку посилни од нас. Во тој контекст ви велам, ваквите држави вие многу лесно може да ги дестабилизирате. И од тука, во вакви земји, паметен политичар, први ги елиминира сите можности за манипулација. За експлозија, меѓуетничка, добро. После тоа он минува во овие другите прашања. И во овој контекст ја ви велам дека тука дури на опозицијата не е многу важно да се надмине овој проблем. Еве ви доказ. Зашто тогаш тој игра на картата и албанци ме гласа и не ме гласа. Значи, знае дека тоа е нешто што ти носи некоја добит од едните и од другите. Зашто заев наутро граѓански концепт попладне добро пакован националистички концепт. Значи, се плаши од македонците. Исто као што се плашиме ние албанците дека ќе изгубиме углед кај... Заради тоа се игра на картата на заради тоа Ким што прави? Игра на картата дека да бидам што поголем албанец, а да речеме затоа што свативме дека сепак се уште најпрофитабилна е националистичката карта. На која карта Груевски добива? Ако е профитабилна, тогаш никогаш не е доволно да се биде голем македонец или голем албанец. Политички, се уште најпрофитабилна е националистичката карта. Кажете ми... Особено на Балканот. Па,
посебно тука кај нас, што дозволивме, што и реков, секој 4 години, да седнат и да тргуваат само со интереси, со етнички интереси. Овие не се договарат за фабрики, не седнуваат да се договарат за економски проект. И велите кој ќе се реши меѓуетничката. И затоа јас секогаш сум бил од 90-та па до сега сум рекол, јавно имат, постојат аргументи, постојат колумни. Дајте еднаш ова прашање да го елиминираме. Затоа и тоа што знам, македонците мене ми го препишуваат као шовинизам. Кога сум рекол, дај, оти и ние албанците имаме тука вина да бидеме не мислам јас дека ова е, реков, ова дури понекогаш најмногу им користи на албанските партии. Ние албанците никогаш и искрено не кажавме на другата страна, условно кажано, кој е оној лимит испод кој ние мислиме дека сме оште. Никогаш. Ние едно зборувавме вака, кога се во опозиција нашите партии, прават тука Албанија во Македонија. Дојде на власт, тој е поголем македонец од македонецот. Тој па ја брани Македонија од македонците, не од албанците, веќе тоа го реши. Но тоа рековте да ги сами дека тоа се за бизнис коалиција. Сега, за да не се случува ова, јас во овој контекст сум рекол, дури, можеби сум го кажал ова и ќе го кажам, може да дошло време, дај браќа вие албанците парламентарци, седнете и направете го еднаш тој парламент на албанците во Македонија. Кажете искрено кој е проектот, која е вашата визија за ова држава. Па не можете вие да учествувате во власт, немате никаква визија. И ве вози тој ВМРО. Еднаш ви гради споменик, после вели, добро, и еден ваш. Јас стварно не знам зашто начелникот на ДУИ и на ДПА не им изгради. Оти најзаслужни за тие споменици се овие двајцата. И од тука јас проценувам дека челниците на ВМРО се, знаеш, луѓе што и не знаат да ценат добрина на другите. Тие сред плошта требаше да го стават споменикот на претседателот на ДУИ и до неговој на ДПА. Тие се најзаслужни за се што направи ВМРО тука, за македонците. И од тука јас сум рекол, албанците можда е време да седнат тамо негде, сите тие 20 пратеници, и да речат, видете, ајде да не се шегуваме ние секој 4 години. СДСМ ќе ни даде званичен јазик, ќе дојде ВМРО, ќе ни го укине. Да не дојде до тоа, еве кој е проектот за албанска Македонија, условно речено. Ајде сега да седнеме, според мене, Македонија, покрај другото, пати заради тоа, што таа лебди негде меѓу две соништа, што со ништо не се допират. Македонскиот сон за Македонија, демек наше, и небо, и земја, и планини, се, и албанскиот, кој што тамо негде притајно вели само да ги начекаме, па ќе видат која е нивната. Па не се гради држава така, со сокриени соништа. Држава се гради преку институции, или не се гради држава, јас стално во овие дебати, која ќе почна вака и онма македонецот или албан, имам ја пријатели албанци, имам па не се гради држава на база на пријателство, со институции. Јас сакам пријател да ми е институцијата, да немам идиот, министер за внатрешни работи, кој што вели овие шиптарите ќе ги фатиме за увојче. Која е таа држава? Која е таа држава граѓанска? Или тој таму кој што цело време мене ме смета за да се заштител од мене, му требале 62 пратеници. Кој е тој? И често ме прашуваат, па од кај ти тоа чувство дека во Македонија не... Па мојот премиер излегува на избори и вели, дајте ми 62 пратеници од овие, демек шиптарите, ќе ни ја земат државата. Е таква држава градиме ние 25 години. Добро, јас благодарам што бевте гости.